Драги мои, ви посакувам добро утро. И ова утро голем дел од вас ќе го започнат со нас и со нашите идеи за уредување на вашиот простор. Се надевам и денес ќе бидеме корисни, но уште повеќе се надевам дека ќе внесеме многу позитивна енергија во вашиот дом. Почнуваме сега, што ќе гледате во новиот квадрат, ви откривам во продолжение. Во новиот квадрат ви откриваме како да внесете златен час во вашиот дом, како да ја декорирате бебешката соба и како да си обезбедите квалитетен ламинатен под за вашиот дом. Останете тука. По рекламите почнува новиот квадрат. Веќе официјално сме во годишното време есен. Како одминува септември, така денот е се пократок и така се повеќе домот го осветлуваме со помош на вештачка расвета. Како да ја направиме идеална за нашиот простор, ви откривам во продолжение. Има моменти во текот на денот кога вашиот дом изгледа како да е изваден од филм. Мека светлина, топли тонови над зидовите, се осветлено во златна нијанса, што ве тера да сакате да го запрете времето. Тоа е златниот час. Моментот кога сонцето полека заоѓа и го исполнува просторот со мир, топлина и хармонија. Најдобро од се, можете постојано да го внесувате тој магичен ефект во вашиот дом, само ако знаете како. Започнете од основите, материјалите. Дрво во топли тонови, детали од плетен или ретан, тапети направени од природни влакна. Сето ова не само што изгледа убаво, туку и ја рефлектира светлината на таков начин, што таа танцува низ просторот. Само помислете на допирот на ленен чаршаф, додека сонцето заоѓа, и чувството на текстура што се буди. Тајната на златниот час е да дадете светлина на нешто што ќе се осветли. Додадете плишани перници во дневната соба, дрвена маса со зачувана природна текстура, вазни со школки или корпи направени од природни материјали. Колку повеќе различни текстури, толку пошарена и побогата ќе биде атмосферата кога сончевите зраци ќе влезат во просторот. Не е важна само природната светлина. Начинот на кој го осветлувате просторот кога сонцето го нема прави разлика. Инвестирајте во ламби со топол тон и заборавете на силните тавански ламби кои потсетуваат на канцеларии. Поставете ги светлата така што ќе ја имитираат насоката на зајди сонцето, така што вашиот простор ќе има златна магија. Облечите го просторот во бои на песок. Златниот час сака тонови на песок, окер, теракота и нијанси на зајдисонце розова. Овие бои не само што го прават просторот топол, туку и помагаат светлината да создаде нежна, заводлива атмосфера. Перница во боја на зајдисонце или прекривка во нежно розова нијанса можат целосно да ја променат атмосферата. Нека светлината циркулира. Доколку можете, направете го просторот поотворен. Големите прозорци и помалку од зидови помагаат светлината на златниот час да стигне несекаде. Овој аранжман визуелно го проширува просторот и овозможува природниот тек на светлината да ги следи кривините и природните линии на мебелот. Декорот на златниот час црпи инспирација од 70-тите, особено од атмосферата на Калифорнија во тоа време. Плишана софа во длабоки тонови, мебел од ретан, лампи во форма на школки. Сето ова создава чувство на постојан одмор, дури и додека пиете утринско кафе во дневната соба. Ролетните не се тука само за приватност, туку и за сценографско насочување на светлината. Комбинирајте прозирни, светли завеси со прилагодливи ролетни, за да контролирате колку и каде влегува светлина во домот. Златниот час сака филтера, не бариера. Вистинските ткаенини ја пропуштаат светлината како нежен допир. Магијата на златниот час не е само естетика, туку и психологија. Топлата светлина и природните материјали внесуваат чувство на сигурност и заземјување. Идеално за опуштање, за читање или споделување моменти со најблиските. Вашиот дом може да стане простор што се трансформира секое попладне, без да мора да го бркате вистинското зајдисонце. Со внимателен избор на материјали, светла и бои, можете да го имате златниот час секој ден, преку целата година. Есента е период кога се одлучуваме да ги направиме поголемите зафати на обновување на нашиот дом, меѓу другото и промена на подовите. Доколку една од опциите ви е ламинат, слушнете ги предностите на оваа опција и тоа од нашите стручни соработници од Quickstep. Уживете!
Изборот на нов под не е лесен. Понудата во последно време е огромна и секој под си има свои предности и свои мани. Но се повеќе луѓето одбираат ламинатни подови. Зошто? Затоа што тие го комбинираат автентичниот изглед на природниот под, но со многу практични предности и одлична цена. Ламинатниот под е избор од 4 дела. Основата, основното јадро на подот е исклучително силна, стабилна и водоотпорна, а под неа се наоѓа уште една плоча како поддршка на јачината на целото парче. Врз оваа плоча се наоѓа декоративниот панел. Тоа е слика на пресек на дрвени штици или плочки со огромна резолуција и на неа се воочува најситниот детал. Декоративниот панел е финиширан со специјална прекривка, која е транспарентна и водоотпорна и представува заштитен горен слој за подот. Благодарение на уникатната конструкција, ламинатните подови практично и не може да се разликуваат од подови направени исклучиво од дрво или природен камен, а од друга страна, нудат некои практични предности. Ламинатните подови може да се монтираат во секоја просторија, дури и во кујни или бањи. Има водоотпорни ламинатни подови со дополнителна заштита. Антистатската површина и беспрекорниот клик систем спречува собирање на нечистотија и прав врз штиците или помеѓу нив, што ги прави идеални за детските соби. Можете дури и скали да покриете целосно со ламинат, а со соодветна подлога ламинатниот под може да се постави на подно грејење без никаков проблем. Големите парчиња на Quick Step подовите обезбедуваат пријатен звук при одот и се идеални за станови или куќи на повеќе спрата. Ги прашавме нашите стручни соработници и оттаму добивме одговор дека повеќе од 20 години гаранција имаат на сите ламинатни подови, што е многу важно кога бирате под за долг рок. Оттаму дознаваме и дека благодарение на екстремно јакото јадро и патентираниот горен слој, тие се извонредно издржливи и отпорни. Со овие подови нема грижа од гребаници, детски играчки, остри подпетици, удари од падови на тешки предмети или флеки. Најновите ламинатни подови се толку издржливи, што се монтираат и на места со висока фреквенција, како продавници или аеродроми, но без грижи од истурање на вода и други течности. Ако се избрише што побрзо, нема воопшто да навлезе влагата во самиот под. Кај квалитетните ламинатни подови нема потреба од таква грижа. Заштитниот горен слој обезбедува задржување на оригиналните бои дури и под долгогодишно изложување на сончева светлина. Искусете врвната удобност и создадете совршени семејни моменти со квалитетен под, дизајниран за максимална удобност во просторот. Уживајте во топлина, естетски декор и беспрекорна удобност, со природен, еколошки и сертифициран под, што го трансформира вашиот дом во вистинска оаза. Внесете свежина во вашиот дом со квалитетен и удобен под. И за крај на денешново дружење ги оставивме можеби најслатките минути од овој квадрат. Уредување на бебешка соба. Сите ние посебно уживаме и посебно се радуваме во моментите кога го подготвуваме катчето на нашите најмили. Како да го направиме ова вистински со стил, меѓутоа и функционално, ви откриваме во прилогот кој следува токму сега. За да биде се подготвено, кога мајката и бебето ќе дојдат дома, треба однапред да ја организирате собата. На крајот на краиштата има толку многу убави креветчиња за бебиња, комоди и полици, што понекогаш се потребни неколку дена за да се направи избор. За одреден мебел за бебиња треба да се има предвид и малку подолго време за испорака. Најдобро е да се започне со планирање на собата на бебето најмалку 2 месеца пред раѓањето. Значи има доволно време да се справите со различни опции за мебел, да изберете и декорација и да подготвите се. Во последните недели од бременоста можете целосно да се концентрирате на доаѓањето на новиот член во семејството. Подготовката на собата за бебето е една од најслатките фази во периодот на чекање. Не е само прашање на декорација, тоа е чин на грижа и за бебето и за вас. Бидејќи ќе поминете безброј часови во таа соба, од ноќни хранења до мирни моменти на релаксација, кои ќе ве потсетат дека животот се променил за секогаш. Затоа е важно да се комбинираат естетиката и практичноста, создавајќи простор кој е убав, но и навистина функционален. Ако има еден мебел што заслужува посебно внимание, тоа е креветче или лулка.
Вашето бебе ќе го поминува поголемиот дел од времето во него во првите месеци, па затоа безбедноста и квалитетот се прв приоритет. Немојте само да се занесувате со прекрасниот дизајн, без разлика колку е модерно или колку декоративните детали изгледаат совршено на фотографиите. Прво проверете издржливоста, материјалите и дали ги исполнува сите безбедносни стандарди. Дури потоа изберете го стилот. Без разлика дали ви се допаѓа минималистички или покласичен изглед, прилагодете го на целокупната декорација на собата. Кога е време да изберете душек и постелнина, запомнете дека станува збор за сонот на бебето, како и за вашиот душевен мир. Квалитетен душек, по можност направен од природни материјали, ќе обезбеди безбеден и здрав сон. Постелнината и прекривките можат да внесат боја и карактер во просторот без претерување. Избегнувајте многу перници и тешки кебиња што може да го нарушат сонот на бебето. Држете се до едноставни, но сладки декорации. Сега е вистинскиот момент да додадете личен печат со дезен што ќе внесе живост и топлина. Едно од потенцијалните парчиња во детската соба е столче за доење или удобна фотелја. Тоа е вашето мало катче за мир, каде што ќе поминувате многу часови, често пати уморни, па затоа ви е потребно место кое обезбедува потпора, удобност и доколку е можно нежно нишење. Движењето напред-назад ве смирува и вас и вашето бебе. Мала површина со ламба и масичка за кафе може да стане најудобниот дел од куќата. И ако успеете да украдете дремка на таа фотелја, знајте дека тоа беше совршена инвестиција. Ако дизајнирате бебешка соба, користете посветли, пријателски нијанси, бидејќи тие едноставно ве расположуваат. Нежните пастелни тонови можат совршено да се комбинираат едни со други и да ја дадат на секоја соба мирна и пријатна атмосфера. Ако, например, сакате да обоите детска соба за вашето момче, комбинацијата од свежа зелена, сина и бела боја е одлична идеја. Бебешките соби за девојчиња имаат волшебен шарм во нежно-розова и сива боја. Зидните налепници со мечиња, звездички и други сладки мотиви ќе го заокружат целиот простор. Кога најмалите ќе почнат да лазат, истражете околината со допир, вкус и мирис. Обрнете внимание и на состојките и квалитетот на бојата на зидовите. При купувањето, осигурајте се дека нема пластификатори или растворувачи за да обезбедите атмосфера без штетни загадувачи. Иако бебето е мало, неговите работи се бескрајни, од пелени и цуцли до кебиња и играчки. Затоа паметната организација е спас. Комода што може да послужи како маса за пресоблекување со едноставна перница, заштедува простор и го олеснува животот. Корпите за кебиња и играчки се одлични за брза организација, а бидете сигурни дека се што ви треба ќе го држите при рака, до креветчето или столчето за доење. Кошничката за пелени до комодата или пакетот влажни марамчиња на дофат се вистински мали трикови што прават голема разлика навечер. Бебешката соба не е само простор, тоа е нивно прво засолниште. Ако внимателно ја дизајнирате, таа ќе стане место исполнето со сигурност, љубов и практичност. Не треба да ја преоптоварувате со детали. Доволни се основни работи. Добар кревет, удобна постелнина, столче за вас и неколку паметни решенија за складирање. И најважно, не го гледајте ова како обврска, туку како дел од радоста во исчекувањето. Бидејќи секој пат кога ќе влезете во таа соба, ќе се сетите дека се подготвувате за најголемата авантура во животот. Не е изненадување што децата поминуваат многу време во нивната спална соба. Се употребува и за спиење, и за играње, и за работа. Па затоа и нивниот простор треба да биде одраз на нивните мали личности. Стилски, практичен, забавен, пријатен и удобен. Просторот треба да ги одржи децата среќни, од дете па до тинејџер, како и сите возрасти помеѓу нив. Време е да го ослободите вашето внатрешно дете. Барате идеи за да создадете простор кој вашите деца ќе го сакаат. Детската соба е совршено место за истражување на имагинативните идеи. Од библиотека во облик на ковчег до пеперутка позадина, до рамки со неонски кревети и многу други идеи. Постојат многу фактори кога станува збор за украсување на детската соба. Па затоа подгответе се да ја дизајнирате просторијата која е уникатна како и вашите деца. Детската соба треба да биде пријатно место како за вашето дете,
така и за останатите со кои тоа ќе си игра. Иако честопати ги ограничува, просторот треба да биде универзален и да одговара на различните активности на децата. Во исто време, на никој начин треба да не се наруши естетската визија на остатокот од семејниот дом. А токму сега, сето ова е полесно од кога и да е. А тоа е така бидејќи главна преокупација кај децата се Дизни ликовите и целиот нивен свет се врти околу нив. Секое дете сака цртани филмови, игри и книги. Ако сте решиле да ја преуредите просторијата на вашето дете и не знаете што да направите, нашиот предлог е да ги декорирате мотивите од карикатурите кои вашето дете најмногу ги сака. Или поинаку кажано, да се инспирирате од оние кои се нивна инспирација. Кој има потреба од принц или бал, кога едноставно може да се одмори како принцеза во својот прекрасен кревет кочија. Девојчињата од секогаш биле и ке бидат мамини и татини принцези. Па тоа е одлична можност да дизајнирате идеално мало царство за вашата миленичка. Креветот во облик на дрвена кочија, како онаа од пепелашка, од истоимениот цртан, е одлична идеја да го направите тоа. И не само тоа. Трендовите налагаат и многу интересни пропратни елементи од истоимениот цртан филм, со кои дополнително ќе го украсите просторот на вашето дете. Па така има и светилки во вид на стакленото чевличе по кое е препознатлив цртанот, а вашата пепелашка ќе блеска од радост. Дали вашите керки се големи обожаватели на Дизниевиот филм Замрзнати? Ако одговорот е да, тогаш треба да превземете акција и да направите нешто за да ја трансформирате нивната просторија во убава сцена, директно од Замрзнатиот филм. Замрзнатата тематска соба е како светска бајка, што длабоко допира до срцата на секоја девојка. Затоа, ако планирате да дизајнирате тематска соба за нив, овој цртан филм е извор на симпатични идеи, кои ќе бидат многу погодни за вас. Омилени ликови, зимски чувства, замрзнати треперења. Постојат многу гениални елементи кои може да ви помогнат да постигнете замрзнат тематски декор. Прекривачите со ликот на Елза се вистински погодок за ваквата соба, а украсена позадина со замрзнато царство само ќе го надополни истиот ефект. А можете и самите да направите замрзнати снегулки и да ги прикачите на лустерот. Оваа детска соба со сигурност ги топи срцата и на младите и на старите. Не постои девојче кое не е восхитено од убавината на малата сирена Ариел. Па затоа девојчињата ќе можат да уживаат во океанското царство на Ариел, внесен во нивната спална соба, преку најразлични елементи. Од кревети во вид на сирена, па се до плакари со незиното волшебно огледало или пак модерни позадини од длабоките сини води. Малата сирена може да биде дел од светот на вашето дете, а оваа сезона трендовите на уредување на детска соба за девојчиња со сигурност изгледаат поубаво од било кога. Без сомнение, момчињата се толку пребирливи како и девојчињата. Тие исто така сакаат убава соба, во која ќе бидат среќни да ги направат своите омилени работи. Таа мора да биде пријателска, уредна и чиста. Покрај тоа, препорачливо е да поставите некои детски елементи во собата на вашиот син. Голем авион, модерен автомобил, спортска опрема и така натаму. Кога станува збор пак за уредување на детска соба кај момчињата, секако дека Супермен и Бетмен се присутни. Но оваа сезона нивниот избор е зголемен, па така тие ќе посакаат своето катче да го претворат во вистинска вселена, полна со светилки во облик на планети, позадина од комети и ракети, кревет во облик на вселенски брод и звездено небо на таванот. Има и за оние кои ги обожаваат познатите Трансформерс, па така ќе може да спијат во кревет кола инспирирано од истоимениот цртан филм, или пак да седат на фотелја од Карс, која ќе направи барем за миг вистински да се најдат во цртаниот филм. За малите фудбалери и кошаркари оваа сезона ќе биде вистинско уживање, бидејќи ќе можете да им ја претворите собата во вистински фудбалски игралишта или пак кошаркарска сала. Кревет во вид на фудбалски гол и зелен тепих, со фотелја во вид на фудбалска топка, е она за кое сонува секое момче. Тука малите спортисти ќе можат да уживаат во својот надпревар и да се радуваат на секој гол. Кога станува збор за детски декор, нашето око секогаш се привлекува кон бели, воздушни простории, со разиграни детали за да додадете топлина и боја. Создадете простор за вашето дете кој ќе му дозволи да игра неограничено,
со стилски кутии за складирање за да ги ублажат немирите потоа. Тоа е исто така соба која лесно може да расте со него во годините кои доаѓаат. Клучот е да пронајдете рамнотежа и тоа можете да го направите со додавање на повеќе меки тонови и текстури како дрвени акценти, забавна позадина или контрастни отпечатоци. Не само што го прави просторот поинтересен, туку и не ве ограничува на еден претерано координиран изглед. Украсувањето на детските соби отвара нов свет на возбудливи опции на дизајн, дури и за мали простории. Без разлика дали тоа е простор за девојче или момче, ние ви предлагаме неверојатни идеи за детски соби. Од мебел па се останато. На вас е само забавата да дозволите да започне. Уживајте во уредувањето на буквално секое катче од домот и направете го да биде вашето омилено место во кое престојувате во текот на денот. Ви благодарам што ни дозволивте ние да помогнеме околу сето ова и да ви помогнеме во уредувањето на вашиот простор, а такви ќе видиме и наредната недела секако со нови идеи, нови теми и нови совети. Ви благодарам што бевте со нас денес, се гледаме наредната недела. За сега пријатно.